Во нашето студио имаме млад дипломиран ликовен уметник Давор Кешкец, кој што е во финална фаза на неговата подготовка на изложбата Месечина на љубовта. Давор, добро утро. Ирина, имате убав разговор и верувам дека уметноста како таква секогаш ни дава една поинаква нота на оваа наша рутина, утринска рутина во која политиката најчесто го има главниот збор. Да. Така е, Сузе, сосема си во право. Мене ми е многу кејф денес што имаме навистина млади гости овде во студиото и секогаш сакам и некако така се чувствувам многу убаво кога сум во друштво со млади и преубави млади, амбициозни луѓе кои што навистина се докажани и во својата професија. Сега ќе зборуваме за уметноста, претходно зборувавме за фолклорот, ликовната уметност, како што го најави нашиот гостин Давор Кешкец, дипломиран ликовен уметник, а изложбата ќе се случува во четврток, на 26 јуни. Во култното познато бифе Тафталиџе кај Шоте, еве да го поздравиме и Шоте, каде што веќе сте, претпоставувам, во подготовки на изложбата. Има навистина носи интересен наслов Месечина на љубовта. Зошто вака се вика оваа изложба? Па дека најчеста тема која се, да кажам, протнува низ делата е љубовта, па некако така беше најлогично, нели, да крстам, а воедно и оваа изложба е како ја гледам како некој продолжение на една моја претходна изложба, која беше Сина Месечина или Blue Moon. Па така некако тематски се поврзуваат и за тоа како нели месечината се повторува во двата наслови и за тоа. Да. Сега што ќе биде изложено во бифе Тафталиџе? Колку дела ќе бидат, на која техника се? Слики, околу 10 слики ќе бидат, сите се слики, акрилно платно. Така да, оваа изложба исто беше, да спомнам дека беше поставена во МКЦ, така да истите дела ќе бидат сега исто во бифе Тафталиџе. Дали ќе имаат можност љубителите на одат веќе фотографии? Да, ова е од МКЦ, да. Да, ова е таа изложба, ова се овие дела кои што ќе бидат поставени во бифе Тафталиџе. Колку време отприлика ќе бидат поставени, дали ќе имаат можност посетителите да ги купат овие дела или само класична изложба? Да, ќе може да се купат секако, а изложбата ќе трае околу една недела. Немаме одреден уште точен датум, ама да, ќе трае неколку дена, така да. Ова е цела една композиција, претпоставувам, така? 10 дела. Интересен стил, морам да кажам. Повеќе дела се во изложбата, него просторот колку дозволува, толку ќе има. Ова е интересен стил и прилично се големи сликите. Да, прилично големи формати се, да. Колку време ти е потребно вака за една ваква слика? Ова сега е некоја девојка, ако јас така добро гледам, или секој си ја тумачи сликата? Ова скратена беше, ова е како пар, се заедно, како дейт. Како подмесечина, така љубов подмесечина. Колку време, Давор, е потребно конкретно за подготовка на една ваква дело, бидејќи навистина се големи се димензии? Па да, како што кажа, во зависност од самиот формат и самата комплексност на делото. Не секогаш ист формат, нели ми треба исто време, но од прилика 2-3 недели треба да се посвети за едно дело. Да. Изложбата, значи, е во четврток отворањето, во 20 часот? Во 8 Во 20 часот, значи да си ги повикаме сите љубители на ликовната уметност и сите кои што се тука во близина на Лептокарија, каде што се наоѓа бифе Тафталиџе, па и не мора само од овој дел, од секаде од Скопје, да дојдат и да ја посетат оваа изложба. Не разбрав дали ќе може да се купат делата? Да, ќе може. Веднаш ќе може и на лице место. Добро. Си одат фотографиите, јас ќе сакам вака малку да ги прокоментиратме, бидејќи во текот на разговорот ќе зборуваме за целата твоја ликовна уметност, не е само ова. По струка си дипломиран графички дизајнер, така? Графичар и графички дизајнер. Ете така, тоа е нешто сосема друго од ова. Ова е техника која? Акрилна платна. Слики се овие, да. Така. А графиката е сосема нешто друго. Сосема, да, нешто друго. Како изгледа изработка на едно дело со графика, што е потребно? Па, графика е доста како да кажам, комплициран медиум, комплицирана техника. Само малку ќе направиме тука пауза, бидејќи ова што оди, тоа е мурал, така.
И тоа прави. Ајде молим те малку да ги искоментираме фотографиите. Тоа е мурал, тоа беше Југо. Да. Така? Ти го имаш нацртано? Јас го имам цртано, да тоа беше по повод Бела ноќ. Пред 2 години, 3 нешто така, мислам 2020 мислам дека беше, ако не се лажам. Да, по повод Бела ноќ, во склоп на една групна изложба беше, мислам, како се викаше, собраќаен инсектариум, мислам дека беше. Добро, ќе си продолжиме понатаму со разговорот, бидејќи не се само еве го и моторот. Да, и веспата, да. Кој што исто беше се надоврзува некако со дали беше дел од истата? Не, ова се сосема посебно, да. Добро, да се вратиме сега на она што е твојата дипломска работа, значи она што е, пошто си дипломиран, графичар и графички дизајнер, така, ако убаво се изразив. Како, што значи тоа? Што се е потребно за да се изработи едно дело од графика, бидејќи тоа не е нималку лесна техника? Да, па зависи од која графичка техника се изработува, али еве главната работа која треба да имаш е преса, нели, под која иде, ајде да кажеме, плочата или тоа клише на која се нанесува боја па се става хартија. Тоа е пресата е еден ваљак која притиска хартијата за да се испечати, нели, тоа што го имаме направено на плочата да се пренесе на хартија. Така да за се тоа бараат тие дела од графика или повеќе ова е што го бараат љубителите на уметноста? Па мислам дека кај нас повеќе сликарство, тоа иде поише, графиката не е толку застапена. Мислам дека и од самото тоа што не е толку достапно и помалце се работи и затоа е, нели, помалце и достапна и помалце барана, затоа што како што кажав, си доста комплициран процес е. Има тука и хемиски процеси, така да треба поволни услови за да се изработи една графика. Да. Овде кај нас на факултетот за ликовна уметност имаш дипломирано, во чија класа? На Зоран Јакимовски. Така. Сега, значи покрај графика, видовме дел и од твоите дела, значи акварел на платно. Акрил на платно, се извинувам. Имаш млаци. Значи на твои 28 години, смеам да кажам, нели? Имаш досега учествувано на многу изложби и самостојни и групни. Може да споменеме дел од овие изложби? Првата изложба е, пошто го спомна, Шоте ми беше баш кај него во еден негов локал. Порано го држеше децата од нашата улица. Така да таму започна цела приказна со него, па и со мојата уметност. После ми имав ШИ во МКЦ, така се таа, се викаше изложбата. Во МКЦ, па после, не знам дали беа овие во време на пандемија, кога беше Isolation, имав 2 изложби. После тоа имав во КИЦ, во културно-информативен центар во Скопје, пред тоа беше во Куманово, таа истата изложба. Тоа беше како некоја, да кажам, ретроспектива, сега млад сум за да кажам ретроспектива, него со веќе изработени дела, така да немаше некој... Низ годините, така, од кога си почна. Бидејќи беше во Куманово првен таа изложба, затоа сакав да се представам, нели, пошто не сум изложувал до сега во друг град и сакав така да ме запознаат цел мој процес од почеток па до тогаш во моето творештво. И така, после МКИЦ правев некоја пауза, тоа беше 2022, така да после 3 години еве сега пак во МКЦ. Да. Ова се и самостојни и групни така изложби, меѓутоа сепак имаш. Вие што ги набрав се само самостојни, таа групни има доста. Така, има и имаш награда некоја добиена? Имам, да. Така, имаш тоа, го прочита во биографијата, може да споделиме? Јангард од категорија сликарство беше од 21 до 29 години, таа беше 2019, мислам, награда. Да, одлично, честитки. Нека не завршува тука. Па се надевам, да. Млаци имаш пред тебе, уште многу изложби, секако и награди и учество на фестивали, предпоставам и кај вас има, кај уметниците. Сега, покрај тоа што сликаш на платно, графика, она што е интересно за тебе и по тоа што си предпознатлив, е тоа што сликаш и мурали. Да. Видовме на Југо, видовме на моторче, меѓутоа и на ѕидови на згради. Така.
Која е техниката? Како се слика мурал? Што е тука поразлично од графиката и од сликарството? Па поразлично дека прво од самата површина која се слика, нели, муралот е многу поголем. Друго е во јавен простор кај што секој го гледа секојдневно. Едноставно станува некако тоа дел од нечие секојдневие и така некако се врзуваат повеќе луѓето кога ќе видат нешто надвор и им е убаво едноставно. Колку време тука е потребно за изработка и која техника е? Што се користи за изработка на мурал? Јас претежно со спреови работам, ама користам, нели, секако поликолори и таква боја за што е, нели, за дзидови. Да, ние немаме фотографии од тоа, мислам дека, нели, од такви мурали кои што се на јавни површини. Може да ни кажеш каде и што е твој мурал, па или дали само во Скопје или има и во останатите градови? Па имам и во останатите градови, а прв ми беше мурал во ГТЦ, во Стрит арт и графити галеријата. Таму ми беше првиот мурал. После се постаментите што ги цртав на Партизанска се моментално поставени. Кој поточно? Па тие што се 5 едни до други, баш после автобуската постека се тие. Која автобуска? Партизанска е? Па тука према центар? На самата раскрсница што е на самиот почеток. Да. Добро. Еве, ке имаат можност гледачите да ги видат и твоите мурали. Продолжи. Имам исто мурал цртав во Велес и во Крива Паланка, тие се во други градови што ги имам. И имам уште во Скопје уште некои, ама тие се тие. Така. Не се многу бројни, ама се ги има, да. За твои години имаш на вистина доста. Давор, што е она што те инспирира кога сликаш? Без разлика дали станува збор за графика, дали станува збор за ликовно дело, значи за слика, за уметничко дело или мурал. Каде наоѓаш твојата инспирација? Па најчесто од секојдневие, од музика, од филмови, најчесто кога слушам музика, нели, кога ќе се пронедам во некоја песна или нешто, па тоа ме инспирира. Знам често да ставам насловот на песната, да го ставам насловот на делото. Да. Така да различни работи ме инспирираат, ама е во главном тоа што спомнав музиката, рок-н-ролот, 50-тите години ме инспирираат. Значи ретро, нешто од минатото, така? Да, таа музика, тој стил на облекување, така да и следната изложба што би сакал да правам ќе биде некако во таа насока насочена. Ќе збориме, ќе ни кажеш на крај на муабетот што е она што е во иднина што би сакал да направиш. Имаш ли соработка со ликовни уметници, бидејќи тука сте, нели, во Фелата? Си соработувате, претпоставам, на оние групни изложби? Па да, најчесто така, со групни изложби, со некои фестивали, но претежно вака со, да кажем, со компании се случуваат тие соработки за цртање мурали. Тоа сакам да прашам, да. Имаш исто така и си дел од повеќе проекти, нели? Можеме да споменеме како што изработуваш во проектите, дали е тоа дизајнерски дел, графички дел? Па да, зависи дали е графички дизајн или еве, како што кажав, мурали. Исто еден проект што би го извел со маратон, автобусот двокатен, исто требаше може слика да ви пратам. Двокатен автобус со мој дизајн, што беше, тоа беше како поклон за Скопје, со срце за Скопје се го крстивме проектот. Така да кружеше доста време низ скопските улици. Али има доста проекти имам, така да. Да. Кажавме дека има соработка секако меѓу вас колегите. Сега, што е она што следно по оваа изложба што ќе се случува во четврток? Нешто се планира, претпоставувам? Па секако имам јас доста скици нереализирани, така да најверојатно тие ќе се реализираат. А следно би сакал како некоја монографија да заокружам, пошто више како 10 години творештво некое. Би сакал да биде тоа од 2015 од кога почнав до 2025 така да се заокружи. Една декада. Една декада, да. Ова сакав да те прашам, кога добиваш инспирација, веднаш го земаш
блокот, моливот, предпоставам скица прво така настанува цртажот или останува тоа некаде во главата, па кога се има време? Како иде тоа, оди тоа кај вас младите? Па веројатно тоа се собира некако негде, знаеш, и кога ќе дојде моментот да ти се црта, некако тогаш искача таа скица. Имаш свое ателје каде што работиш, каде настануваат овие дела? Па дома, ама Дали да, треба може да го тоа, наречеме ателје. дали треба да е тишина, дали треба да има музика, ете онаа музика од минатото од 50-тите години? Зависи како сум расположен, ама да, претежно има и музика. Ама знам некогаш и без музика да цртам, така да зависи како ќе ми се погоди. Да. Кога го планираш ова едно заокружување на 10 годишно творештво, предпоставувам до крајот на годината, бидејќи 2015-2025, ако убаво разбрав, така? До крајот на годината или неве на почеток на следната, мислам, тоа ќе бидат делата, ќе бидат од, нели, како што кажеш, 2015 до 2025, ама тоа кога ќе се издаде, сега не знам, уште е свежо, така уште е во процес. Така. Уште еднаш пред крајот на разговорот да ги повикаме сите скопјани и секако да ги поканиме на 26 во Бифет Афталиџе со почеток во 20 часот. Изложбата носи наслов Месечина на љубовта. Сите кои што се ете тука и кои што поминуваат низ овие топли денови, кои што шетаат, може да влезат внатре во бифето, нели тука ќе биде поставена изложбата, да ја погледнат, доколку нешто им се допадне може и да си купат, да го краси нели нивниот дом. Млад ликовен уметник, пред тебе има уште многу творештво, уште многу дела од веќе 10 години, значи од 18 години веќе активно твориш на повеќе полиња и графика и сликарство и мурал. Што ти е најинтересно? Па доста ме прашува тоа, каде најмногу се пронаоѓаш себе си? Не би можел да издвојам, бидејќи се си има, секоја техника си има нешто свое што не може нели другата техника да го долови, ама неве највише работам сликарство затоа што ми е ајде да кажам достапно. И може би најмногу се продава заради тоа или тоа нема? Не, едноставно најдостапно е за графика, како што кажав, доста комплициран процес, а мурал нели ретко се случува нели тоа да се црта мурал, така да сите ми се драги затоа што И уште едно прашање за крај, имаме сузе уште малку време, само да прашам од каде кај тебе љубовта кон уметноста? Дали има некој од твоите родители или некој од семејството од каде што влече овој уметнички ген? Па има некој ген, мислам како уметник кај мене у фамилија никој не бил, ама еве да спомнам дедо ми има цртано така да кажам ајде аматерски со прање некои репродукции. Татко ми си има исто сликано за своја душа што се вика. Ама јас некако така највише се усмерив да кажам со тоа да се професионално така да се тоа заокружи, значи дека сепак си влечете корени од дедо и од татко. Давор, благодарам што ова утро беше наш гостин. Посакувам многу успех во твојата понатамошна работа, ќе има уште многу дела, ќе слушаме за тебе, предпоставувам и верувам во иднина, и ќе има повторна можност да бидеш наш гостин или можеби ние твој гостин на некоја изложба во живо или можеби кај тебе во ателјето каде што и настануваат овие преубави дела. Благодарам.